Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес продолжуваме со обработка на книгата Плачот на Еремија, во која пророкот го отвара своето срце пред нас. Во одредена смисла, по својата содржина, оваа книга е депресивна, но како што ја обработуваме, се надевам ќе сватите дека зад тој песимизам и депресија се наоѓа срцето на пророкот Еремија, кое е полно со сочувство. Тој со солзи и длабока тага жали за состојбата во која се наоѓа Божиот народ. Во оваа книга, Еремија на доста сликовит начин ја опишува состојбата помеѓу народот, а и во градот Ерусалим. Иако не сакаме да читаме за очај и ужас, сепак од време на време е добро да се подсетуваме на овие животни реалности, за да се подсетиме на последиците од гревот. Стих 12. Нека не ве снајде ова сите вас, кои врвите по патот. Погледајте и видете, има ли болка каква што е мојата болка, која ме постигна, каква што Господ ја испрати врз мене во денот на својот пламенен гнев. Еремија го постави прашањето, зошто градот Ерусалим е во рушевини и запустен? Одговорот до кој дојде се состои од два дела. Првиот дел од одговорот е во стих 8, каде вели дека Ерусалим сгреши против Бог и неговото уништување е казна за гревот. Тоа е всушност Божиот одговор на прашањето, но забележете го одговорот на Еремија, стих 18. Праведен е Господ, зашто не му се покорував на словото негово. Чујте, сите народи, и погледнете ја мојата болка. Момите мои и момчињата мои отидоа во робство. Постоеја две причини за уништувањето на Ерусалим. Прво, народот сгреши против Бог. Второ, Бог е праведен и свет и затоа, поради својата морална совршеност, мораше да го казни гревот на народот, така што ќе го дисциплинира народот. Иако Бог не ужива, ниту пак се радува во пропаста на грешникот, сепак, поради својот совршен карактер, Бог мора да го казни тоа што е погрешно. Пророкот Еремија јасно ни открива дека на Бог воопшто не му беше сеедно, дека и неговото срце тагуваше поради гревот на народот. Но, ако Бог го остави злото неказнето, тогаш тој не би бил свет и праведен. Но, тоа што е важно во однос на овој стих е дека Бог е праведен во сите своји постапки, дури и кога тие постапки не им се допаѓаат на луѓето. Преку оваа книга Еремија на некој начин се бори со прашањето за злото и страдањето. Тој сакаше да знае зошто Ерусалим и неговите жители минаа низ такви сериозни неволји. Јас сум сигурен дека секој од нас ќе се соочи со овие прашања во животот, бидејќи сите ние сме засегнати од злото. Кога страдаме, сите се прашуваме зошто тоа ни се случува. Исто така се прашуваме како може Бог да дозволи такво нешто нам да ни се случи и зошто нам ни се случуваат тие страдања. Зарем нешто сме сгрешиле? Дали ние сме повеќе грешни од другите и слично? Причината зошто често се бориме со тие прашања е затоа што никако не можеме да ја помириме реалноста на злото со идејата дека Бог е љубов. Да, Бог на вистина е полн со љубов, но Божјата љубов не значи дека ние луѓето можеме да се однесуваме како сакаме, без притоа да се соочиме со последиците од нашите постапки. Божјата љубов не ја анулира Божјата праведност и светост. Ако така ја сваќаме Божјата љубов, тогаш ние немаме соодветно разбирање на истата. Да се вратиме назад на заробениците кои во времето на Еремија беа однесени во Вавилон. Во Псалм 137 се вели дека тие плачеа кога се сеќаваа на својот роден крај. Во псалмите исто така се вели
дека на јудејците им било толку тешко што не можеле веќе да ги пеат и свират песните од родниот крај. Но моje лично убедување е дека дури и кога жалеа, тие не ги оплакуваа своите гревови, туку својата, условно кажано, судбина. Ним им беше тешко поради тоа што беа казнети, а не поради чувството на срам и вина за своите гревови. Тоа е исто како еден крадец да жали затоа што го фатиле како краде, а не затоа што смета дека направил нешто погрешно со кражбата. Јудејците исто така не можеа да се помират со фактот дека, иако се Божји избран народ, сепак беа однесени во заробеништво. Откако се случи таа трагедија, тие посакуваа некој да им се одмазди на вавилонците, за тоа што го уништија Ерусалим, убија многумина, а и многумина однесоа во заробеништво. Но, наместо да посакува и бара одмазда, пророкот Еремија само ја оплакуваше состојбата во која се наоѓаше народот, но и се каеше за гревовите на народот. Иако пророкот беше слободен, сепак плачеше со оние кои беа одведени во робство. И покрај тоа што голем дел од јудејците кои живеа во Ерусалим беа убиени и добар дел од нив оставени да живеат во ужасни услови, сепак Еремија знаеше дека народот е грешен. Гревот е тема за која воопшто не се зборува во јавноста. Ве охрабрувам да пуштите телевизија или да одите на интернет и да видите дали некој воопшто зборува или пишува за гревот. Уште сега ќе ви кажам дека шансите да слушнете нешто за гревот се минимални, речиси и никакви. Дури и за време на празниците, Божик и Великден, многу ретко се зборува за гревот. Кога го празнуваме Божик, ние се поздравуваме со зборовите: Христос се роди, навистина се роди. Но ретки се оние кои зборуваат за причината поради која Христос се отелотвори и дојде на овој свет. За време на Великден велиме: Христос воскресна, навистина воскресна. А мал број луѓе си го поставуваат прашањето: зошто тој воопшто умре? Знаете зошто? Поради нашите гревови. На крстот на Голгота, Господ Исус врз себе ја зеде казната за нашите гревови, за секој кој верува во Него и го следи, да добие простување на своите гревови и спасение на душата. Да, Христос умре на крстот за да не спаси од пеколот. Тоа е причината за неговата смрт. Тоа треба да ни даде до знаење колку сериозно Бог го сваќа гревот и колку сериозно ние треба да го сватиме гревот. Господ Исус рече дека по неговото заминување од овој свет, Светиот Дух ќе дојде и покрај другото, тој ќе го пресведочува светот за гревот. А што е гревот? Гревот е прекршување на Божјите заповеди и волја. Тоа може да опфати многу дела и постапки, не само оние најсериозните како што е убиството. Со оглед на тоа што гревот е прекршување на Божјите заповеди, тоа значи дека секој од нас е грешен. Во Светото писмо се вели дека сите сгрешија и не можат да го достигнат Божјиот совршен стандард. Но, иако сме грешни, сепак Бог не сака и ни даде начин како да добиеме простување на нашите гревови, како и сила да живееме нов живот. И тоа Божјо дело се однесува на секој човек. Јас морам искрено да признаам дека низ годините сум запознал луѓе за кои сум мислел дека нема шанси да се променат. Иако Светото писмо не ни дава дозвола да помислиме дека некои луѓе се безнадежни случаи, сепак за некои мислев дека се токму тоа. Но Бог во неговата милост ми даде прилика да видам некои такви луѓе да бидат целосно променети од Евангелието. Тие беа личности за кои би рекле дека се големи грешници, но не постои човек кој е толку грешен што е недостижен за Божјата љубов. Свесен сум дека почнав да зборувам за човековиот грев,
а на крај сега дојдов до Божјата љубов. Но мислам дека е исклучително важно да направиме баланс помеѓу тие две теми. Гревот беше причината поради која Ерусалим беше уништен, а и народот многу страдаше. Но во сето тоа, Бог преку пророкот Еремија ги потсети луѓето дека неговата љубов кон нив не престанала, дека тој се уште се грижи за нив и не дигнал раце од нив како народ. Тоа е пораката која Бог ни ја дава и преку крстот на Голгота, дека иако ние луѓето сме грешни, сепак тој се уште не сака и најде начин како да не спаси од вечната пропаст. Иако јудејците многу страдаа во времето на Еремија, сепак Бог во свое време и на свој начин го обнови тој народ. Сега доаѓаме до глава 2. Ќе го прочитаме стих 5. Господ стана како непријател, го истреби Израел, ги разори сите домови негови, ги разруши тврдините негови и умножи при керката Јудина тага и плач. Во овој стих Бог преку Еремија како да вели: јас ја преземам одговорноста за тоа што го стори вавилонскиот цар Навуходоносор. Јас му дозволив да дојде. Тој беше како инструмент во мојата рака, преку кој го дисциплинирав Ерусалим. Не знам дали некогаш сте размислиле на оваа тема, но Бог дозволува одредени луѓе да застанат на вашиот животен пат и покрај тоа што тие може да направат нешто што вам не ви се допаѓа. Што ако Бог го дозволил тоа со одредена цел? Ова не значи дека таквите луѓе не се одговорни за своите постапки и одлуки, но значи дека и преку такви луѓе Бог ги исполнува своите планови. Ќе продолжиме со читање. Во 7 стих Еремија кажува нешто кое е уште пошокантно. Го отфрли Господ жртвеникот свој, го одврати срцето свое од светилиштето свое, ги предаде на непријателите ѕидовите на дворците нивни. Во домот Господов тие се развикаа како во празничен ден. Замислете, храмот кој Бог го благослови, за кој Бог даде упатства како да се изгради, местото кое беше символ на неговото присуство, сега е запустено. А Еремија вели дека самиот Бог го отфрли жртвеникот во храмот и го одврати срцето свое од храмот. Може би евреите во тоа време веруваа дека ништо нема да му се случи на храмот, бидејќи тоа е Господов дом, и тој ќе го заштити домот изграден во неговото име. Но, со тоа што дозволи храмот да биде уништен, Бог сепак дозволи народот да се соочи со последиците од своите гревови. Ние денес треба да сватиме дека само затоа што се нарекуваме христијани, тоа не значи дека Бог нема да го дисциплинира гревот во нашиот живот. Ако редовно одите во црква, тоа е добро, но немојте да мислите дека поради тоа Бог ќе го толерира гревот во вашиот живот. Бог е праведен и не им прогледува низ прсти на луѓето само затоа што тие исповедаат вера во Него, го читаат Неговиот збор, редовно ги посетуваат црковните храмови и слично. Колку и да се важни овие и другите духовни активности, сепак не треба да ги сватиме како пропусница да живееме во грев. Ќе продолжиме со читање на текстот, стих 2. Господ ги сотре сите живеалишта на Јаков, не ги поштеди, ги разруши во јароста своја сите тврдини на керката Јудина, ги кутна на земја, ги отфрли царството негово и кнезовите негови како нечисти. Зошто Бог ги отфрли луѓето како нечисти? Затоа што тие во одредена смисла беа нечисти поради нивните гревови. Како да очекуваме дека Бог ќе биде благонаклонет кон нас, ако ние постојано и тврдоглаво се спротивставуваме на неговите зборови, заповеди и принципи? Стих 11. Ми отекоа од солзи очите мои,
Утробата ми се превртува, срцето ми се кине, зашто гине керката на мојот народ, кога децата и доенчињата умираат од глад по плоштадите на Ерусалим. Ова е сликовит начин на кој Еремија опишува колку му било тешко за состојбата на народот и во градот Ерусалим. Неговата тага буквално му го уништи здравието. Верувам дека воопшто не било лесно да се гледа тоа што пророкот го гледал пред себе. Замислете, тој гледал деца и доенчиња како умираат од глад. Ако сакате да ги читате и применувате Божите зборови, треба да бидете подготвени околу себе да гледате нешта поради кои ќе ви се крши срцето. Стих 15. Раце плескаат за тебе сите што минуваат по пат, си подсвирнуваат и ги нишаат главите за керката Ерусалимска, па велат: ова ли е градот што го нарекуваа совршенство на убавината, радост на целата земја? Градот Ерусалим бил нарекуван совршенство на убавината и радост на целата земја. Не знам како изгледал градот и зошто другите го нарекувале така, ама верувам дека имало причини зошто му бил даден таков опис. Но градот на кој другите му се угледуваа, одеднаш стана град за презир и подсмев. Што можеме да научиме ние денес од сето ова? Верувам дека поуката за нас денес е јасна. Гревот го уништува тоа што е убаво и од Бог благословено. Тоа се однесува буквално на се во животот. Бог го даде и благословува бракот помеѓу еден маж и една жена. Но многу бракови се уништени поради гревот на еден или двајца од сопружниците. Тоа што Бог го дал да биде убаво и да служи за радост и благослов на луѓето, се претвора во вистински ужас кој завршува трагично. Бог ја дал црквата да им служи на луѓето, но поради гревот некогаш црквата е само карикатура на тоа што Бог го има замислено за неа. Бог ја дал исто така и работата за благослов на луѓето, но поради гревот, земјата која ни е дадена да ја обработуваме, почна да раѓа тргње и општо секоја работа е повеќе макотрпна. Не само тоа, туку поради гревот, не секоја работа резултира со добри последици за луѓето, животните и земјата. Некои индустрии ги уништуваат животите на луѓето, штетат на животните, како и на околината во која живееме. Поентата ми е да нагласам дека тоа што Бог го дал да биде за благослов на луѓето, гревот неминовно ќе го изобличи. Сега доаѓаме до глава 3, од која ќе ги прочитаме првите 4 стихови. Јас сум човек, кој видов мака од палката на неговиот гнев. Тој ме поведе и воведе во темнина, а не во светлина. Тој се сврте само против мене и цел ден ме биеше со раката своја. Го исцеди телото мое и кожата моја, ги здроби коските мои. Се чини дека Еремија имаше и здравствени последици поради состојбата во градот Ерусалим. Агонијата која ја чувствуваше беше толку длабока што и неговото здравие беше нарушено. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.